Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Владата го укинува предметот историја за да ги задоволи барањата на Бугарија. Нова се сведуваат мноштво реакции деновиве по најавите од власта дека се подготвуваат големи промени во основното образование во земјава. Од бучната врева во која доминира наративот дека Зоран Заев продолжува да ги сведува етничките македонци на дрво без корен, едва да можеше да се слушне обид за аргументирана дебата. Со какви компетенции излегуваат учениците по завршување на основното образование кај нас? Дали се тоа барањата на економија и општество во Европа во 21. век? Колку се дигитално писмени завршените основци? Разбираат ли што се либерална демократија и пазарна економија и што се нивните права и одговорности во тој систем? Што се случува со нивниот личен и социјален развој? Поедноставено, дали образованието ни е толку квалитетно што некој сега посегнува да го уништи тој квалитет? На оваа тема вечерва разговараме со министерката за образование и наука Мила Царовска, раководителката на сектор за истражување во Бирото за развој на образованието Ајше Ајрулај и универзитетската професорка Виолета Петровска-Бешка. Во контекст на најавите за спојување на неколку предмети во еден, за време на паузата ве поканувам да размислите колку од проблемите и прашањата со кои се соочувате во животот се еднопредметни или еднодимензионални. Се враќаме за кратко. Во најава е темелна реформа во основното образование во државава. Ке се менуваат наставниот план и наставните програми, ке се форсира мултидисциплинарна интеграција, ке се води сметка за инклузивност и родова сензитивност, интеркултурноста исто така треба да добие значајно место за, како што се наведува во концепцијата која се уште е во фаза на консултации со засегнатите страни, да се надмине пасивниот соживот меѓу различните етнички и религиски заедници во нашата земја. Меѓу компетенциите што треба да ги стекнат учениците на крајот на основното образование влегуваат дигитална писменост, демократска култура и граѓанство, предприемништво, личен и социјален развој. Амбициозно поставени цели за чија остварливост вечера разговараме со министерката за образование и наука Мила Царовска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Членот на работната група која што ја изготви концепцијата за основно образование, универзитетската професорка Виолета Петровска-Бешка, инаку ни доаѓа од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет на УКИМ. Добро вечер и добре дојде и за вас. И на видео врска ја имаме Ајше Ајрулај, раководителка на сектор за истражување во Бирото за развој на образованието. Добро вечер и добре дојдовте. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjeta dhe një përshëndetje për emisionin tuaj dhe gjithsesi mysafirët në studio, Ministren e Arsimit zonja Mila Carovska dhe profesoreshën e nderuar e kishte një nga, ashtu siç thatet dhe ju, një nga personat kyç në përfilimin e konceptit të ri të arsimit. Да, инаку и вие сте дел од работната група која што вака народски кажано ја пишуваше, работеше, составуваше концепцијата за основно образование, затоа сте и дел вечера од овој панел. Благодарам уште еднаш што ја прифативте поканата. Министерке Царовска, што ви е вистинската намера со предметот историја во основното образование? Мораме вака да го почнеме овој разговор, иако практично поводот за темата е нешто сосема друго, многу пошироко, многу посеопфатно. Видов дека во изминатите неколку дена во јавноста се создаде една магла околу новата концепција за основно образование, која што навистина не се базира само на тоа што се случува со предметот историја. Се однесува на тоа што се случува со образованието во нашата држава, поаѓајќи од сите анализи што се направени на кој начин треба да се реорганизира основното образование, создаваме образование во иднина кој што ќе биде интегрирано. Што значи? Ќе ги обедини најголем дел од предметите во природни науки и најголем дел од предметите по општествени науки. И ќе создаде два носечки предмети во кои што ќе се учи тематски или по решавање на проблем, по тема, која што треба да биде разработена низ повеќе предмети. Дали е точно дека историја како предмет ќе нема според ова што сега го имате како концепција за основното образование? Предмет историја ќе има како научна дисциплина, ќе има и предмет граѓанско општество, ќе има и предмет географија и биологија и хемија, но тие ќе бидат организирани на поинаков начин на учење. Сите
сите научни дисциплини остануваат во основното образование, затоа што ниеден од нас ниту сметаме дека образовниот апарат смета дека треба дел од овие научни дисциплини да ги нема. Напротив, сите ќе ги има, ќе се учат и подлабоко и поквалитетно, затоа што низ процесот на интеграција дозволуваме ученикот да разбере контекст во кој одредена случка од историја или одреден лик историски се наоѓал, каде живеел, што придонел и така натаму, за да може тој да создаде поинаква перцепција за тоа случување и секако тие знаења што ќе ги стекне од предметот општествени науки да понатаму може да ги користи да донесе одредени заклучоци. Свесни сте за коментарите дека прво е точно дека сето ова доаѓа во еден момент на затегнати односи на релација Софија-Скопје, дебата во која што историјата има можеби главно место и сега наеднаш доаѓа ова со концепцијата за основно образование, се најавувало обединување на историјата со дел од другите предмети. Како и хемијата со другите. Како и хемијата со другите природни науки. Да, Бугарија барем засега не спори ништо од учебниците по хемија, ќе видиме тоа, но претпоставам сте свесни за сензитивноста на политичкиот момент во кој сето ова се случува, дури и од некои добронамерници кон она што го предлагате, има констатации дека можеби не е најдобро историјата да биде заедно со дел од другите науки, меѓу другото и затоа што, како велат, таа е хуманистичка наука, а вие сакате да ја ставите заедно со општествени науки. Но историјата црпи факти и од општествените науки, како и од хуманистичките науки. И тоа укажува дека во овој момент е поважно да организирањето на темите поставени во општествени науки ги опфати сите факти и знаења што треба да ги имаат нашите ученици и за национална историја, и за историја на Европа, и за светската историја. И тоа е поважната дебата која што ние треба да дискутираме низ наставните програми кои што ќе се носат сега. Како историјата треба да биде прикажана, што е она кое што тие ќе го учат, што е тоа кое што досега го имаме во учебниците и како најдобро да ја приближиме и националната и другите истории кон учениците. Да, професорке Бешка, вие доаѓате од Институтот по психологија. За вас е релевантна оваа дилема, дали историја сепак треба да оди заедно со другите во еден предмет општествени науки? Не, мислам, јас ја немам таа дилема, дали треба да ја немам таа дилема, туку мислам дека треба да оди. Како ќе се вика предметот, тоа е најмалку битно во овој момент, мислам тоа е подложно на промени, меѓутоа дека треба да се учи интегрирано историја заедно со граѓанско образование и заедно со географија е многу јасно. Мислам, затоа што вака сега како што се учи, сепарирано, едно од друго, не се гледа релевантноста, не можат учениците да препознаат релевантноста и корисноста на учењето. Мислам, кога ќе се не може да учите историја без при тоа да имате елементи од географија, нели внесени во тоа, за да разберете што се случува, за да ги разберете појавите. Или кога учите за Стар Рим, освен географија, ќе учите и уредување, така, политички систем. Апсолутно, ќе учите. Основи на право. Да. Кога учиме за политичкиот систем кај нас, што дел од граѓанско образование, мора да се реферира и на некакви минати искуства. И како сме дошле до овој вид на политички систем, како, да речеме, историски гледано. Така да, тие се многу поврзани и, мислам, светскиот тренд е да се посматраат поврзани и да се изучуваат поврзани. Да изостриме малку дискусијата во овој дел, кога ќе се спомнува втората половина на 19-тиот и првата половина на 20-тиот век, кои што се очигледно најчувствителните делови од историјата на етничките македонци, ќе се зборува за тоа како бил организиран системот во Османлиската империја во тоа време. Апсолутно. Мислам, јас не сум толку стручњак за историја, па да можам да кажам што се зборува. Тоа има работни групи и тоа ќе биде предмет на тоа кој ќе како ќе се адресираат елементи. Меѓутоа, она што е битно за од моја перспектива од некој што го проучува образованието и има можности да споредува со други образовни системи, значи акцентот се става на сосем нешто друго. Тоа е дека начинот на кој сега се учи историја,
во основно образование, кој е идентичен со начинот на кој се учи историја во средно образование. Апсолутно идентични природи имаме, дури поклопување на содржини огромно. Значи, само треба да се преуреди да биде на друг начин. Значи, интегрирањето подразбира тематско организирање. Нема во концепцијата вадење, проучување на историјата, туку тематско проучување со опфаќање на сите значајни елементи. Слушам дека некој тврди дека национална историја ќе се избрише. Никој не му паѓа на памет да избрише национална историја. Таков пристап нема на вадење на теми, на делови од историјата. Никако. Мислам, нема воопшто позадината на реформа во образование не почна од тоа што ќе правиме со историјата. Напротив, почна со тоа како ќе ги подобриме резултатите на националните и меѓународните тестирања и знаењата на нашите ученици во државата, кои што понатаму се иднина на оваа држава. И токму затоа дискусијата кога се отвори, на почетокот изгледаше како да тоа се карикира во даден момент целата ситуација се злоупотребува. Но потоа видов дека интелектуалци луѓе ја потфаќаат таа тема од маглата која што се создаде и неможноста да се дојде до аргументите кои што ние ги пласираме. Ние иако пуштавме соопштенија што е концепцијата дека историја останува како дел од како интегрираниот предмет општествени науки и така натаму, мислам дека во тој момент се создаде еден шум. Во дел од тие реакции веројатно треба и да се остави простор за разбирање, бидејќи сепак е сензитивен моментот, но еве, што туку почнува јавната дебата и претпоставам ќе имате простор тука и да соочите аргументи и со оние кои што не се согласуваат со вакиот пристап. Реков на видео врска ја имаме Ајше Ајрулаи од Бирото за развој на образование. Господјо Ајрулаи, каков е вашиот пристап од аспект на стручњак, на човек, член во работната група кој што работел на концепцијата за основно образование околу спојувањето на повеќе предмети во еден? Да. Значи, домethënë që integrimi nuk është një term i cili për herë të parë përdorim në punën tonë si institucion profesional me reformimin e arsimit fillor në vendin tonë, po është një term që përdoret nga themelimi i pedagogjisë së shkencës, kur integrimi përdoret në aspektin pedagogjik, në rastin konkret ajo përdoret për integrimin e lëndëve mësimore rreth një qëllimi të përbashkët. E qëllimi i përbashkët është avansimi i arritjeve të fëmijëve, gjithsesi integrimi në rastin konkret është integrimi i njohurive të fëmijëve rreth një termi të përbashkët e që trajtohet nga aspekte të ndryshme, nga që se të gjitha lëndit, të gjitha disiplinat, të gjitha shkencat të cilat integrohen në një, trajton një të njëjtën, të ngjashme problematikë dhe atë e trajtojmë në aspekte të përgjithshme, nga që se edhe qenja njerëzore, si tendenca e përgjithshme e arsimit fillor është që të zhvillojmë një fëmijë me ndikime në të gjitha aspektet e zhvillimit të tij, mu për atë shkak, mu për atë nivel të zhvillueshmërisë së fëmijës në këtë fazë kur ajo gjendet në arsimin fillor, qasja integruar është qasje më e përshtatshme e që gjen gjithsesi përdorimin e vet më relevant në jetën e fëmijës. Дозволете овде да ве прашам. Знам дека веќе концепцијата во оваа нацрт форма ја консултирате со засегнатите страни, меѓу другото и со наставници. Што велат првите реакции од терен, од луѓето кои што утре ќе треба да го спроведуваат тоа, од наставниците? Neve bëm sondazhe para se të fillohet me përfilimin e konceptit për arsim fillor, e ato ishin sondazhe të cilat u zhvilluan me ata që në mënyrë direkte merren në procesin edukativo-arsimore, ato janë mësimdhënësit, mirë po edhe gjithë ata që janë shfrytëzues të procesit edukativo-arsimore, ato janë direkt nxënësit dhe prindërit e nxënësve. Sondazhet flasin për atë që është më së nevojshme dhe më së domosdoshme reformimi i arsimit fillor, nga që se më tepër se 80% e mësimdhënësve treguan se qëndrimet e tyre janë se duhet të bëhet reformimi i arsimit, është i domosdoshëm dhe është i nevojshëm reformimi i arsimit. Në pyetjet e ardhshme të parashtruara deri tek mësimdhënësit se në cilat aspekte të procesit edukativo-arsimor duhet të zhvillohet reformimi, ata padyshime, gjithsesi më shumë se 60% e tyre janë të mendimit
ќе дуhet да ndryshohet plani mësimore, shaj dokumenti I cili përcakton numrin e orëve, lëndëve mësimore dhe përfaqësimin e tyre në program në vetë planin mësimor gjatë procesit edukativo arsimor me lëndë të caktuara mësimore. Kjo thotë se vetë ata japin idetë e tyre se duhet të ndryshohen lëndët mësimore në listën e lëndëve të cilat gjenden në planin mësimor dhe gjithashtu mendimet e tyre me mbi 60% për tyre janë të mendimit se duhet të ndryshohen programet mësimore. Nëse ndonjëherë kemi pasur programe mësimore përmbajtësore, të cilat e ka orientuar nxënësin drejt përmbajtjeve, me reformat e 2007-s I orientuan programet drejt qëllimeve mësimore. E me reformat e fundit, të para me këtë koncept të arsimit fillor, neve I orientojmë programet mësimore drejt rezultateve të pritura, e që japin një kafje, një orientim për mësimdhënësit se në çfarë drejtimi duhet ta modifikojnë dhe ta orientojnë mësimdhënien e tyre, a për nxënësit është një informat mjaft e dobishme e që orienton nxënien e tyre. Së bashku këta rrin deri tek rezultate të pritura të përcaktuara si standard. Благодарам. Засега останувате со нас во оваа дебата. Министерке, во бројки ова што значи? Се намалува бројот на предмети? Да, се намалува бројот на предмети кои што се поврзуваат помеѓу себе, но секако се продлабочуваат темите и учениците добиваат право да изберат 2 предмети изборни годишно, еден во првото полугодие, еден во второто полугодие, согласно своите интереси. И тоа укажува дека тие за прв пат ќе може својот максимален потенцијал да го достигнат. Зошто? Затоа што немате едно образование во калап за сите, туку според својот интерес и афинитет ученикот бира предмет и со тоа тој го надоградува своето знаење или има други лични развојни вештини кои што му се потребни за да може понатаму да продолжи. Останува деветолетката поделена вака од прво до петто и од 6 до 9? Да, со развојните периоди 3+3+3, кои што ни се исто така важни. Најавите се дека ќе нема класични учебници. Што значи тоа? Тоа може на прва вака исто така страшно да прозвучи. Никако, заради тоа што учебниците во моментов како ги анализирате имаат многу недостатоци. И сите со години дискутираме, меѓу кои јас, дека учебниците треба да се менуваат и тие треба да содржат вистини, никако стереотипи, никако дискриминација во истите. Токму затоа паралелно се работи на концепција за учебници, но учебникот е средство, помагало преку кое што ученикот учи и токму затоа тој не мора да изгледа во формата во која што денеска ја гледаме. Ќе треба малку пошироко да го гледаме учебникот. И тој ќе биде само еден од алатки или оние материјали кои што ученикот ќе треба да ги консултира за да може да се стекне со знаење. Зошто велиме тоа? Интересно, можеби сега малку ќе вратам повторно дебатата назад на предметот историја. Се уште не е објавена до овој момент една анализа на учебниците по историја која што има фрапантни наоди. Прилично обемна, детална, се занимава на многу минуциозен начин со работите. И навистина фрапирачки делуваат делот на водите таму за тоа колку погрешни работи практично на погрешен начин во погрешни контексти учат нашите ученици. И сега тука не зборуваме само за овие забелешки кои што бугарската страна ги има кон нашата историја, најмалку за тоа. Многу други фактографски на ниво на интерпретации, на ниво на контексти, грешки во тие учебници. Јас би ги повикала кога ќе биде објавена сите граѓани да ја прочитаат, за да може да видат колку погрешни работи нашите ученици во моментов учат. А можеби и дел од нас поминале низ тие работи кои што ако ги консултирате со експерти ќе видите дека тие не се точни. И колку тоа штети на нашето општество, колку штети на идните генерации и на сегашните генерации. И токму затоа со овој концепт кој што го предлагаме од прво до трето секако дека ќе имаат учебници кои за да може да развијат однос со книга и се потребни во првите 3 години на развојот на учениците. Но понатаму ќе имаат вакви материјали кои што ќе може да се умножуваат во многу копии. Нема да имаме дете без учебник како што е тоа денеска заради тоа што одредена компанија не успеала да испорача на време, а при тоа тие материјали ќе бидат одобрени од Бирото за развој, кој што ќе има повик каде што ќе се пријават автори, но авторските права ќе бидат на државата и исто така контролата ќе биде многу посилна заради тоа што Бирото за развојно образование е највисоката институција која што во образовниот систем треба да биде филтер што влегува во образовен систем. Си решите еден проблем веројатно во кој што има сомнежи за многу корупција на овој начин. Так. Некој може да гледа начини дека ете вака го затворете ова прашање. Секако, но поважно во овој момент ми е да дискутираме за квалитетот на образование, за квалитетот на учебниците, затоа што во моментот оној ученик кој што ќе влезе во прво оделение,
Тој е еднината, тој за 10 години ќе излезе од системот на образование, ќе влезе во средно образование, од основно ќе излезе и ќе влезе во средно образование, кој што исто така треба да се реформира затоа што од 2001 ниту имаме нова концепција за средно образование, ниту е усогласено со основно образование, да не зборуваме влегувањето понатаму во високо образование. Се ова укажува дека нас не се итни и неопходни сеопфатни реформи во образовниот систем, ако сакаме да понатаму имаме младина кој што ќе ни гради иднината. Многу едноставно. Ние велиме може да одложиме. Денеска е чуден период или така неповолен период. За една година можеби повторно ќе биде неповолен. И јас сметам дека ние така на работ на општеството го ставаме образованието со години, при тоа заборавајќи дека тоа е основа на едно општество. Ако имате силно и квалитетно образование, вие ќе имате и понатаму силна држава затоа што ќе имате спремни граѓани. Професорке Бешка, ако нема класичен учебник, има некаква рамка, тоа значи веројатно многу поголема автономија на наставниците за начинот на кој што ќе предаваат, ќе бараат знаење од учениците. Јас ќе ви поставам едно прашање во оваа смисла, нели е тоа ризик дека кога ќе нема учебник, ни тој минимум знаење напишан во учебникот, некаде во некои училишта, во некои паралелки нема да стигне до децата, дека ќе останат и под некој минимум. Да, ако нашиот проблем е што целото поучување на учениците, стручно наречено или предавање народски кажано, се сведува на користење на учебниците, не само дома, туку и на час. И практично наставниците не предаваат да постигнат одредени резултати од учењето што ги диктира наставната програма, туку предаваат да ги покријат содржините офатени со учебникот. Значи така се навикнати, така ни е ориентиран системот. Чи крајно време е да ние излеземе од тој вид на ориентација. Сигурна сум дека кога ќе им речеме на наставници, они постојано бараат некако вид на автономија и мислат дека премногу од горе некој им наложува што треба да прават. Од друга страна, сигурна сум дека сега и можеби ќе бидат дел од затекнати од преголема автономија што им се дава, ама сигурна сум дека од друга страна дека нема и ова се што е зацртано во услови на така доделена автономија најуспешно да тече. Мислите ли во концепцијата на тој аспект? Како да стигнете до наставници или постојат ли такви со дообуки, можат ли да стигнат до тоа ниво, за да може да предаваат нов осовремен начин? Па значи има повеќе елементи што го покрива концепцијата тоа. Едното покрива е обуки кои се предвидени да бидат различни од досегашните обуки. Наставниците се навикнати кога ќе се внесе промена во нешто, да со една дневна обука што ќе ја направи бирото, да они треба да внесат промени во своето однесување во училница и никој потоа тие промени до крај не ги следи. Само се бара нешто од нив, а никој не им дава подршка. Бирото, морам да признам дека нема човечки ресурси за да може да ги покрие тие сите потреби што ги имаат наставниците. Тоа е сега, кога ќе се прават обуки, тие треба да бидат многу по-сериозни во смисла на тоа и да траат подолго, но и да бидат ориентирани кон вештините на наставниците да ги применат тие работи што ќе бидат кажани нели на обуките во својата работа и да континуирано добиваат подршка од институциите во имплементација на тоа што им се барало на обуките кога работат во училница. Значи, тоа е едниот. Ама за нас исто така, знам дека ние во образованието имаме многу малку мотивирани наставници. Значи, и сега оваа концепција, кога вели, ќе ти дадам автономија, нели, меѓутоа ќе ти барам и некако вид на некој начин одговорност. Затоа што она што тоа го нема во концепцијата, затоа што го има во законот, тоа што сакам сега да го напоменам, а тоа е кариерниот развој. Значи, кај нас со законот многу одамна, не знам точно од кога прв пат е влезено, ама сигурна сум дека има десетина години можеби, кај што е влезено дека наставниците во својот кариера напредуваат стекнувајќи различни звања и степени со оглед на нивните квалитетот што го има што го
испорачуваат. Но тоа во практика не А во функционира. практика воопшто не функционира. И сега оваа концепција ќе биде проследена со практична имплементација на тоа. Значи, тоа е другиот аспект. Исто така, она што концепцијата бара, да мора наставникот веќе да не работи индивидуално. Значи, неговата работа не е само негова лична работа. Значи, неговото влегување во училница мора да се усогласи со влегувањето на неговите колеги во училница. Значи, во голема мера се бара сега. Тие стручни активи што многу често постојат на хартија во училиштата, како форуми за размена на искуства и за доградување на знаења, младите да црпат искуства од старите и така натака. Сега ќе бидат неопходни да постојат, затоа што кога имаме интегриран пристап, не може наставниците секој за себе да си планира, мора да планираат заедно. Друга страна, наставниците се растеретени од оние административни задачи кои предходно планирања, кои уствари им се бараат дневни подготовки, не знам више какви се подготовки, кои они само правеа copy-paste. Еден ќе направи, другите ќе искомбинираат, па доаѓавме во фаза кој што еден што ќе направи ќе си ги крие, зашто не ќе да ги даде другите, зашто другите само го копираат. А што се случува во училница може да нема никаква врска со планираното. Да. Значи сега мора заеднички да испланираат и заеднички да сносат одговорноста за тоа што се реализира. Пред да ја вклучиме повторно госпоѓа Ајрулај, што значи тоа на планот на плати за наставниците? За прв пат, наредната 2021 година, наставниците ќе може да се пријават и да конкурираат за наставници ментори, кои што низ транспарентна постапка ќе бидат избрани. Во тој момент наставник ментор кога се поставува, тој се грижи да програмскиот дел од наставата или она кој што значи квалитет во училница да се спроведува на најсоодветен начин. Некои училишта ќе добијат двајца, некои еден, зависно од бројот на ученици, но тој излегува од настава, тој е најдобриот, најквалитетниот кој што знае да создава материјали, кои што знае да ги подучува другите наставници на кој начин да го пренесат своето знаење. Истите тие ќе бидат назначени пред имплементација на оваа нова концепција и ќе учествуваат во процесот на обучување како најдобро да имплементираме новата концепција. Такви наставници, ментори ќе има во секој училиште? Во секој училиште, некаде еден, некаде двајца, некаде тројца во најголемите училишта. И за нив се обезбедени финансиски средства затоа што тој излегува од настава и добива покачување на плата. Во 2022 сите оние кои што наставници ментори создале одлична атмосфера во своите училишта, ја имплементирале, ги поддржале своите колеги, ќе имаат можност да аплицираат за наставник советник. Тоа е највисокото ниво кое што е, да речеме, во кариерен развој на наставници. И тоа кога ќе се случи во нашата држава, тие ќе имаат не само можност за кариерен развој, туку тоа значи директна мотивација дека вие се развивате и се само реализирате преку својата професија, што досега не беше случај. Разбирам дека се во прашање човечки судбини, но искрен да бидам, не можам докрај да ги разберам реакциите од типот на тоа дека можеби наставници ќе останат без работа, ќе останат на улица и така натаму, како аргумент за тоа дека можеби не треба да се прави реформата, но ќе има ли некој што ќе остане на улица навистина? Никако. Во нашиот систем не достига наставен кадар. Јас тоа одговорно го тврдам. Зошто? Затоа што вие кога ќе ги реорганизирате на овој начин, бројот на часови наставни останува ист, тие сега добиваат дополнителни изборни предмети, дополнително вон наставни содржини. Кој ги предава овие обединетите предмети? Сите истите професори по природни науки, биологија, хемија, физика, по општествени науки, граѓанско, историја, географија. Договори организација меѓу нив. Секако, она за кој што зборуваше професорката Бешка, многу е значено дека тие на ниво на колектив сега ќе треба заеднички да разговараат на кој начин да ги пренесат темите најдобро и како учениците да стигнат до посакуваните национални стандарди или оние што се цели за учење. Да, госпоѓо Ајрулај, во еден дел од нацрт концепцијата за основно образование пишува: воведувањето на интеркултурното образование е неопходно за да се надмине пасивниот соживот меѓу различните етнички и религиски заедници кои живеат во нашата земја и да се обезбеди одржлив начин на заедничко живење во нашето мултикултурно, мултиетничко општество. Факт е дека во дел од учебниците има стереотипи, предрасуди за етничките заедници една кон друга, што сигурно не е во духот на новата држава која што се гради од 2001 наваму. Вие одите и еден чекор натаму во концепцијата во делот на јазиците. Кени стрейт на Съдрејти, е по edhe pjesën e
интеркултурализмит, осе мултикултурализмит на концепти нери та Арсимит Филор, нуке нисам дека се неси группунува смендувам ќе duhet të jetë ajo më e avancuar në këtë drejtim, po që ekzistonien projekte hulumtuese që më parë ishin realizuar në shkollat fillore në vendin tonë, bile në të gjitha shkollat fillore në vendin tonë, e të flasim për nevojën e asaj që në procesin edukativ arsimor duhet në një përqindje apo në një masë më të madhe të flitet edhe të realizohet mësim e që ka për qëllim interkulturalizmi. Në këtë drejtim, koncepti përfshin më shumë aspekte ose më shumë aktivitete të cilat do të realizohen gjatë procesit edukativ arsimor e që do të mundësojnë që në fund të mbarimit të arsimimit dhe edukimit të një të riu, ajo të jetë i gatshëm që të jetojnë në një shoqëri multikulturore, si që është Republika e Maqedonisë. Kjo mundësohet jo vetëm përmes kyçjes qëllimeve që i themi neve apo kompetencave transversale në për të gjitha programet mësimore ku ajo është e mundur, por gjithsesi që e njëjta mundësohet të realizohet edhe përmes të lëndëve zgjedhore, e që si të përmendi Ministri e Arsimit pak më përpara, nxënësit do të kenë mundësi që të zgjedhin një lëndë zgjedhore në gjysmëvjetorin e parë dhe një lëndë zgjedhore në gjysmëvjetorin e dytë, e që i takojnë 4 lëmire apo 4 aspekteve. Në këtë drejtim, nxënësit mund të merren drejt për së drejti me problemin e interkulturalizmit, mirë po edhe atëherë, kur nuk do të ketë tema interkulturalizëm, me mënyrën e punës, me kriteriumet për formimin e grupeve që do të marrin pjesë në lëndën zgjedhore, kontribojmë që të përforcohet interkulturalizmi në për shkollat tona, me atë që grupet punuese në shkollat dytjusore do të formohen përmes të grupeve të balancuara të nxënësve të atyre që realizojnë mësimin në gjuhën shqipe dhe të atyre që realizojnë në gjuhën maqedone, ose të gjuhëve me të cilat realizohet mësimi në vendin tonë. Gjithsesi se jo vetëm përmes programeve obligative dhe qëllimeve transversale, jo vetëm përmes të lëndëve zgjedhore, por edhe përmes aktiviteteve të tjera të cilat realizohen në shkollë, duhet të ndjehet interkulturalizmi duke u nisur që nga atmosfera e përgjithshme në shkollë, nga aktivitetet e bashkësia Dozvolite mi да ве прашам, еден ученик етнички македонец ќе може ли да учи албански јазик? Do të mund të mësoj gjuhën shqipe përmes të këtyre aktiviteteve të ndërlidhura ose interkulturore, mirë po, do me thënë kjo do të bëhet në kontinuitet, e kjo është mënyra më e mirë të njohim njëri tjetrin, në këtë drejtim të njohim edhe gjuhën e tjetrit, mirë po mënyra tjetër e që e parashikon edhe plani mësimor është mësimi i gjuhës shqipe si lëndë zgjedhore nga klasa e 6, është kjo një risi edhe një avansimi në mënyrës së mësimit të gjuhës shqipe në vendin tonë, e që ajo arrihet duke i dhënë mundësinë nxënësve që si gjuhë të dytë të përzgjedhin edhe gjuhën shqipe dhe kështu në mënyrë zhvillimore që nga klasa e 6 të njëjtën ta mësojmë deri në fund të arsimit të tyre fillor, gjithsesi që në klasën e 9, që s'do të thotë që shkaku se asaj që reformat vazhdojnë për shkak të ndërlidhjes në sistemeve arsimore edhe në atë parashkollor, edhe në atë të mesëm, s'do të thotë që kjo mënyrë e punës nuk do të vazhdoj edhe në arsimin e mesëm në vendin. На професорката Петровска Бешка интеркултурноста и експертиза или специјалност, сакавте да коментирате нешто поврзано со ова? Сакав само да некој што не сум сигурна дали добро преводот го разбрав и затоа би сакала да некако потенцирам некои работи. Значи, не сакам да се остане впечаток дека албанскиот јазик и порано беше нуден во концепцијата и сега ништо ново дека нема. Има многу ново. Тој формално се нудеше како скроз дополнително вон од сите други предмети, повеќе факултативно и многу ретко каде се избираше, затоа што не им се даваше на учениците простор да го бираат. Просто училиштата одлучуваат дали може или не.
ќе прогласат дека нема кадар, нема потреба и така натака. Значи сега со оваа концепција албански јазик се издига на рамниште на другите странски јазици. Порано беше апсурдно што ученик што учи на македонски наставен јазик мораше да бира еден од странските, како втор странски јазик покрај англискиот, од тие што им се нудеше, а не можеше на исто рамниште да го бира албански јазик, на некого му е многу потребно да знае албански јазик, зашто живее во обкружување во кое албанскиот е прилично застапен. Многу му е поважно отколку дали ќе учи италијански или дали ќе учи германски или дали ќе учи не. Значи сега веќе му се дава можност да го избере албанскиот на рамноправно рамниште со друго. Не значи дека другите ќе му се исклучат како можност, меѓутоа сега му се дава можност да го избере албанскиот наместо да мора да учи германски или француски. Да, направивте една формулација во која што рековте го издигнуваме на нивото на другите странски јазици, станува збор за официјален јазик во оваа држава, сакајќи да го потенцирате статусот кој што ќе го има како изборен предмет. Јас не на политичка категорија, многу повеќе како рамноправноста ја гледав од позицијата негова во наставниот план, а не во општеството. За тоа ве прашав. Господјо Царовска, што ви е планот во смисла на временски рокови? Се уште дури немаме ни концепција за основно образование. Според законот, тој документ го носи министерот, тоа сте вие, на предлог на Бирото за развој на образование. Вие веќе имате готов документ, кој што е подготвен за носење. Така, тоа е подготвен, во моментот се консултира со сите засегнати страни, поминати се низа консултации и со синдикатот, и со наставници, и со родители, и со ученици. Имавме минатата недела и со групата која што го подготвуваше исто тоа ги дискутиравме сите овие елементи. Наредната недела имаме уште 2 консултации со различни партнери и понатаму веќе ќе треба да дискутираме на влада по однос на оваа концепција. Дали до нова година ќе донесете концепцијата, што ви е планот? Ако завршат сите консултации соодветно, сметам дека да ќе ја донесеме и после влегуваме во подготовка на наставни програми кои што ќе треба да бидат изготвени некаде до март и понатаму да почне обуката во период од 3 месеци на сите наставници кои што ќе бидат опфатени и во кој период тие ќе предаваат во прво, 6-то одделение и така натаму. Како планирате да почне имплементацијата? Воведувањето е во прво одделение и во 6-то одделение на новата концепција. Од следната учебна година 2021-2022, оние кои што ќе бидат 6-то одделение ќе го опфатат новиот концепт и оние кои што ќе бидат првачиња. Со тоа што на сите од прво до 9 ќе им се даде можност да имаат изборни предмети уште и второ одделение, и трето одделение, и четврто одделение. Опозицијата ќе консултирате некако, бидејќи е многу гласна овие денови? Секако дека јас сметам дека собранието ќе направи сигурно јавна расправа по однос на ова прашање и јас сум спремна да учествувам, зборував со претседателката на Комисијата за образование во собранието и сметам дека таму е најсоодветно место да направиме една јавна дискусија по однос на ова прашање, иако тоа не го предвидува самиот процес, сметам дека е многу важно да образованието биде консултирано со сите засегнати страни, затоа што овој концепт дава можност за современо образование и образование кој што ќе ги научи учениците да учат конечно. Толку е времето, некако брзо помина, чувствувам дека има многу детали што не успеавме да ги допреме, но толку е времето. Еве, за почеток на оваа јавна дебата се надевам доволно, а во текот на следните недели и месеци веројатно многу повеќе ќе се дискутира и во детали за елементите на концепцијата. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Господјо Ајрулај, благодарам и вам што бевте дел од оваа дебата. Почитувани гледачи, ве поканувам да останете на Алсат, по паузата е саботажата. Во истиот манир како нашите најблиски роднини од истокот, поранешниот градоначалник на Пласница, кој во меѓувреме стана пратеник на предвремените локални избори во неделата, на кој учествуваше неговиот брат, на транспарентен начин, без да се зацкрива, покажа како всушност се однесуваше Софија кон Скопје во Брисел. Може ли јавно да гласа? Не. Вие сакате да гласате против братот ваш. Јас предпоставувам. Сакате? Не, за параван. Зато што одлучувате. Ајде. Несогласувањата меѓу сродните се манифестираат на најразличен начин.
Некои тоа го прават со действија, други со реторика која предизвикува зголемување на внатрешната температура. Бидејќи избори наредната година нема само таму каде што се лоцира авансирањето на македонското прашање. Очигледно е дека се тапка стазата за нови 4 години. Сметам дека братот на братот не му става сопки на патот. Римата тука изгледа не ја врши својата работа, бидејќи братската рака ја дочекува другарската нога, со сериозна конструкција, која навестува месна окупација со можна промена на администрацијата. Колегата од Команова е популист. Глуматуило пред собствената јавност дека обезбедуваме компјутери, за тоа не китиме. Не, тоа е неспособност на дотичниот градоначалник. Кога не оди со браќата, тогаш на помош се повикуваат сестрите. Тие се вообичаено побучни, но не секогаш подкрепени со квалитетни факти, па правејќи паралели, паѓаат во замка, особено на искусните познавачи на сите времиња, кои самоуправно инсистираат сестрите да се консултираат со повисоки фамилиарни авторитети. Господјата Захариева да ги праша своите родители што мислат за Тито. И ако ги праша кои се живи, се надам дека и се живи, ќе кажат се. И додека ние со Тито како диктатор живеевме европски и светски живот, тие живеа ѓаволски живот. Ѓаволски е тешко, тој е европски живот по ју стандарди. Да им се објасни на браќата од Голиоток или на оние од Скопското кале. Но е изненадување, кога токму од нивни следбеници опитно ќе се оправда констатацијата за јазичната блискост која ја дал омразениот непријател. Се случува, јас нели работев во Струмички театар и гостувавме во Благоевградски театар. Она што го викаше Заев дека многу добро се разбирале струмичаните со бугарите. Но тоа е дијалект. Сега отидовме ние во Благоевград и разговараме таму со колеги глумци и дојде еден глумец и мене ми вика: колега, зашто вика тебе не те разбирам, а сите овие другите ги разбирам? Затоа што јас зборувам македонски. А луѓето тука зборуваат дијалект македонски, кој е пак од друга страна ваш мајчин јазик. И на крајот, без оглед на кој јазик се говори и како тој се употребува, зборот мака на сите звучи исто и најчесто неразбрано. Времењата се сериозни, посериозни не може да бидат. Особено за мене, чувствувам една должност да кажам дека мојот славен фризер Бербере Геле ме напушти, ја затвори својата фризерница, изврши предавство. Морав да отидам кај другиот бербер, кај великанот Геле, а овој се извинувам Деко, кој со така работи совршено и еве сега ме гледате со нова фризура. Меѓутоа, тоа е веќе мој проблем. Братски споделен, проблемот е два пати помал. Но за разлика од можноста за личен избор, Македонија нема алтернатива. А тој што треба, ич неа ни шиша. Толку за вечерва, се гледаме в понеделник од 22. Пријатно.